Значи, денешната пракса ученици ќе реализираме во нашата работилница, која што е опремена со материјал со прибор за изведба на преградни зидови од гипс-картонски плочи или така наречен кнаuf систем, кој што има голема примена денес во градежништвото. Имате можност, вашата професорка, која што ќе ви објасни за кој материјал и алаци се применува за изведбата на овие зидови и нашите ученици, монтерите за сува градба, практично ќе ви покажа како се реализира практичната настава, односно како они ги изведуваат преградните зидови, кои што имаат голема примена при изведбата на објектите од високоградба. Еве сега професорката значи ќе ве запознае најнапред со материјалот и алатот за изведбата на овие зидови, а потом учениците практично ќе ви покажат како овие зидови се реализираат. Овако, ние започнете затоа што ние немавме многу време. Овде ќе го правиме, значи преградниот зид. Преградниот зид се нарекува, значи според технички листови прописите, значи на кнаuf V111. Што означува V111? V111 означува преграден зид од метална подконструкција и по една гипс-картонска плоча од двете страни со исполна од изолација. Сега дали ќе биде камен или стаклена волна, тоа е во зависност од желбата на инвеститорот. Сега, овие профили како готов производ стигаат значи од фабрика, значи со различна димензија. Може да бидат 50 мм значи во ширина, 75 мм, 100 мм, додека во должина може да бидат 4 метарски и 5 метарски. За овој преграден зид, значи во моментот значи што ќе се изведува, употребивме значи UV профили 75 на 2,40, значи, а страничните и исполната ќе бидат од 9 профили 75 на 2 метра. Веќе е заштрафено значи рамката и многу е битно да се каже, многу е важно да се каже дека на UV и на горе и доле под профилот се поставува P-дихт или дихтунг трака со иста дебелина. Мухамед, можеш да покажеш медиите да видат? P-дихт траката, 75-ката, да. Има со различни дебелини во зависност од дебелината на профилот. Ова е 75-ката. И се лепи како заштита на профилот, значи од корозија, затоа што тоа се алуминиумски профили, и за заштита, значи за зголемена звучна изолација. Тоа не ве слуша значи во зградата комшијата, затоа се прават, се става P-дихт траката. На страничните CV профили тие не се поставува P-дихт траката. Сега, за да се исечат значи профилите, користиме прибор, односно монтажен алат. Тоа не се ножици за сечење, ќе можеме да што таму ги поставивме. Тоа не се ножици за сечење, кои што може да бидат прави или десни. Така се нарекуваат. За сечење само на алуминиумските профили. За цврстување на алуминиум, односно на CV профилите, сега практично ќе ви покажам, тоа се потребува штанц клишта. Ова е штанц клиштата. Таа се потребува за да не дојде до штрафање на UV и на CV профилите, значи без штрафови, него само за тегање, за да биде појака врската помеѓу UV и CV профилот. Потоа, за штрафање на гипс-картонските плочи користиме штраубер, или кај нас народски кажано штрафилица. Таа ќе ја видите понатаму кога практично ќе може да се покаже. И штрафови ТН во зависност од должината 25-ка, 35-ка, 45-ка и така натаму. Сега ќе ги потребуваме 25-ките, затоа што потребуваме значи подконструкција со по една гипс-картонска плоча, додека 35-ката се употребува ако имаме зид 212-ка, тоа е значи метална подконструкција со две гипс-картонски плочи од страните. Па понатаму има V113 со по 3 гипс-картонски плочи од страните и така натаму. Од монтажен прибор. За сечење на гипс-картонските плочи користиме значи скалпер. Или бујар. Се користи скалпер. Со него се сечат гипс-картонските плочи, користиме метро за да измериме потребната должина, која што не е потребна. Се користи после ринде за исправување значи на кривите ивици, ако дојде до искривување на бучата. И користиме така наречено
за оборување на ивици, дај ми за оборување на ивици тоа. Да, ова е машина за оборување на ивици за подобар спој на гипскартонските плочи. Кога ќе се оборат ивиците, нели останува една празнина, која што потоа се исполнува со соодветна исполна. Исполната е, значи, ликвиден маса, која што кај нас најчесто во Македонија се употребува фургенфилерот, кој што задолжително се користи со бандажна трака. Мора да уди со бандажна трака, може да биде бандажната трака. Значи, ова е фургенфилер или маса за исполна, која што стандардно уди со бандажна или хартиена трака. Хартиената трака кај нас многу ретко се употребува, заради нејзиниот, затоа што таа е веќе понова, за 2-3 години, после се работи, додека бандажната трака е 90% веќе се употребува. Покрај фургенфилерот постои уште еден нов производ, тоа е унифлотот, кој што се користи за исполна, значи на ивиците на гипскартонските плочи, и тој иде без бандажна трака, значи директно се исполна и е многу поквалитетен. Може да почнеме практично да покажеме како се ставаат. Или да кажеме што за гипскартонските плочи во... Ученици, ако сте ви архитектонски техничари, морате да соработувате во текот на вашата работа со сите стручни кадри од областа на градежништвото, конкретно, значи, зидовите од гипскартонски плочи. Ова занимање го изучуваат нашите ученици, монтери за сува градба, и они точно на оваа пракса ќе ве запознаат како се изведува еден преграден зид. Значи, учевме ние за носиви елементи кои се и кажавме дека зидовите кај скелетниот систем и воопшто кај масивниот систем, преградните зидови не се носиви зидови. Значи, еве тука сега ќе имаме конкретно можност, прилика да видиме како нашите ученици, вашите соученици ќе ви покажат како изведуваат еден зид направен од гипскартонски плочи, кои што денеска кажав многу често се изведуваат кај објектите од високо град. Значи, претходно рамката е поставена од UV-CV профили. Ние ги искроивме носивата конструкција, за да не се губи време сега на лице место. И треба сега да го измерат растојанието помеѓу профилите. Кај преградни зидови, растојанието помеѓу CV профилите е 62,5 см. Значи, особинското растојание е 62,5 см. Се почнува од еден профил, значи особински. Откако ќе се измери растојанието, со васер вага се проверува дали е васер вага. Потребуваме се обични гипскартонски плочи. Тие се произведуваат при нас во Македонија. Ве носеа, предпоставам, во Дубар. Имате видено процесот на ве носеме во прва година, добро, не е тогаш важно. Кај нас во Македонија, освен обичната гипскартонска плоча со дебелина од 12,5 мм, се произведуваат и водоотпорна и огноотпорна гипскартонска плоча со истата дебелина. Тие се произведуваат во фабриката во Дебар. Сега, ова е стандардна дебелина на гипскартонските плочи, но може да има гипскартонски плочи кои изработуваат дебелина од 6,5 и 9,5 мм. Тие уште се нарекуваат и форм плочи. Се нарекуваат форм плочи затоа што се многу тенки, со нив може да се прават своди, да се обложуваат столбови кои сакаат да имаат трикалезна форма и друго. А постојат и гипскартонски плочи со дебелина од 20 и 25 мм,
Значи, тук потребен од обичната. Така да се потребува така потребна подобра звучна и термичка изолација. Зборам за масивните плочи. Тој на 6 да. Многу песни фасања. Значи, добро? Значи се постави конструкцијата, сега со штамп клештата ќе се затврсне UV и CV профилот. Значи, UV и CV профилите се потребуваат само за изведба на преградни зидови. За изведба на облоги, што видите ви сте архитекти, значи кој од вас ќе работи на проектирање, ова мора да го знае, затоа што облогите се изведуваат со UV профили, додека поштените профили се изведуваат од UV и CV профили. Значи има разлика во кој профил, зашто се каква намена. Значи, вие да го снимиш. Имам дека една облога направена, ама таа е веќе готова. Вие сте тие што архитектот е тој што определува каква битна изолација ќе се стави, дали стаклена или камена. Ова овдека што го гледате, ова е стаклена. Значи, што мислите, кој е подобар термички изолатор? Дали камената или не? Камената волна е многу подобар и термички звучен изолатор, затоа што е покомпактна, понапиена и заработена од кршен камен и од некој друг состав, додека стаклената волна се прави од шеќерна трска. Порастресите, така да полесно поминува и топлината и воздухот. Мислам тоа ви е така како едно дополнително. Сега мука метали со штанци клиштата и стига профилите на висела, што во овој случај нема потреба од штрафени. Од после, кога ќе дојде гипскартонската плоча, дополнително ќе ги укратат профилите со плочите. Фабриката, ни во рудникот. Значи, порано пред 20 до 30 години гипсот се копал, се вадил од рудник кај нас. Денеска тој рудник е само отворен за посетители. Од него не се црпи руда. Денеска се црпи рудата површински ископи со 99% квалитет, исто како што биле и подземните ископи. Што представува гипсот? Во сушност представува еден минерал. Тоа се вика селенит, тој е во ваква форма. Што потоа се дроби, се преработува, се пресува и се добива завршна обработка гипскартонска плоча. Селенитот по хемиска формула ви е калциум сулфат плюс 2 молекули на вода. Значи кажавме, ова е обичен гипскартон, кој што се употребува за преградни зидови, да речеме меѓу соби. Значи постои водоотпорен гипскартон. Тој е зелен по боја и внатре има интегрирани стаклени влакна.